Јас сум навистина среќна со моето прво континуирано вработување, затоа што во очите на сите им докажа дека може. Интернетот и новата технологија ми ознажи барем мене да заработам пари и на секого. Значи не постои начин да не се работите пари ако работите. Вредноста на тоа дека заработуваш, вистински заработуваш, значи никој не ти вели ќе заработиш нешто, ама ќе ти го дадам за да биде фиктивно заработено, затоа што имаш некаква си попреченост. Не им е битно дали имаш попреченост, битно е што работиш. Сметам дека секој треба себе си да се реализира доколку може дополнително, бидејќи дополнителна работа не исполнува повеќе. Нели, бидејќи имаме можност и простор да не размислуваме за бариерите кои што општеството ни ги поставува по однос на физичката попреченост. Конкретно за телесната попреченост, најважната бариера која што ни ја трга оваа фриленс работа е архитектонската бариера која што да не зборуваме колку е поголема бариерата во однос на стереотипите и предрасудите кога треба да се ангажира работно некое лице со попреченост. Новата дигитална економија побара дигитални работници. Дигиталната работа захтева компјутер, столче, време слободно и стабилен интернет. На тој начин повеќе никој нема изговор дека лицата со попреченост не можат да работат или не можат да одговорат на задачите во една организација или во една компанија. Ние навистина видовме можност како на површина и на виделина да го извадиме и да го покажеме талентот кој што лицата со физичка попреченост го имаат. Започнавме како фриленс страна, каде што лицата можат да се регистрираат и да бидат понудени кон компаниите како даватели на дигитални услуги. Но подоцна свативме дека е потребно доусовршување на нивните вештини и на тој начин ги направивме курсевите за дигитален маркетинг, за продажба, а дополнително правиме и курсеви со познати работодавачи кон барана група на лица кои што тие сакаат да ги вработуваат. Јас сум научена да го ставам хендикепот негде на страна и воопшто да не размислувам на таа тема. Немам време, сваќам дека мојот хендикеп е само состојба, но не е болест. И во таа состојба морате да научите да живеете со масата која што е поинака од вас, ако сакате да бидете нормални и да функционирате нормално.